притица, свободно нека притица. И аз без возачка имам останато и не планирам да останам без возачка. Значи, сега Мишко ке на воза. Дали, как ке биде изкуството да возиш BMW? Опа! Бата, ово е BMW, nije заебанция. Я идма на meg. О, яй ги бракета, бе. Ама тук има нещо изгледа. Его Бенджо. Ей, лозелем. Ха. Добре. Как е това можно? Как е това можно сега, ай? Задоволен, тестът го положи? Положи тест. Добър ден на сите и добър дойдохте во още едно видео на канала. Значи вадим тестираме кар влог, односно видео во кола, как сакате кажајте го. Значи го почнувам вадим, имам нещо работа дом до бензинската, да турам гориво и во меѓу време ќе ви обацам и снимки што снимувах од вчера. Меѓу тоа малце лошо ми било поставена камерата и лошо се гледаше. Затоа сега ќе гледам по-убаво да позиционирам и се да се гледа. Уживајте во кар влогот. Прво ќе го бацаме во дел, после тоа следе другиот со две камери. Ставите лайк, обовезно субскрайбнете се, тестираме нови работи. Друге, поеме да го земеме Мишко од Стојаково и успет ќе го искористам моментот да испробам камерата. Значи ќе ви снимам едно POV како возам. Да видим как изгледа, што изгледа. Значи во е пробно, не знам уште кадар, ништо не знам как изгледа. Само знам оти почнувме, че да не му ушурило камионот. Пробно е, значи кладено ми е на најширок кадар, за да се гледа нели се јасно. Ојме да го земеме Мишко, како што кажах, и ќе видиме во ќе биде пробно и после тоа ојме да го местиме алансерот на Вектрата, а вие ако сакате повеќе такви видеа, дек си бе? Ај испаги. Мислам испаги. На излезот сум. Спремував се, не испаги, него спремував се. Ај. Ова ќе биде прв да кажем кар влог, дека шо оеме до Стојаково, за да го земеме него и успут сакам да тестирам како се ќе оде, како се ќе изгледа, па ако сакате ќе снимаме повеќе такви видеа. Да има и од мене кадар, да има и од колта, да видиме, значи во е како што кажах проба, ќе видиме как ќе оде. Ако сакате повеќе кар влогови да снимаме, пишајте ми обавезно во коментари, за да знам дали ќе се гледа таква работа. Мото влоговте знам оти се гледат, ама да видиме дали ќе се гледат и кар влоговите. Значи може да правиме турнеи, може да одуваме негде да снимме. Сега кога веќе го имам GoPro-то и кога имам такви можности со на глава, со се, зашто да не го искористиме. Че презадоволен сум од камерата сега за сега, стварно е врх. Не можем да најдам замерка, значи предобар микрофон, предобро се. Сега на жалост музика не може да се слушам, пошто копирајт музика имам тука. Али ќе наместиме во монтажот, ќе направиме и ќе видиме как ќе биде. Сега тука ќе морам полека се уклучам на правто на Богданци, тие што се од Гевгелија знаат. Ќе мора да успорам заради тоа што имам, мислам заради тоа што има радар. Ми кажаат има радар, а тука е ограничението 6, како што знаете, мислам тие што од Гевгелија знаете. Пишете ми во коментари идеи што сакате да гледате. Значи што сакате да снимаме повеќе и мислам пишете ми што сакате да правиме во овие кар влогови. Значи дали имате некоја идеја што би можеле да правиме, дали да што знам да коментираме некоја тема, нешто да правиме, на кои места да одме, што било да правиме. Ваден бех, значи бев по алансерот да го земам. Мислам вчера тоест бев, ама преска врнише, сега гледам убаво е времето, не е уопште лошо. И се надевам од така ќе остане. А полчо ни е дефект и затоа и одам јас да го земам. Значи полчо е дефект, треба да се праве, али ќе го направиме полека, ние не оставаме ништо така. Това идеја ми дојде на бензинската камерата, аз замахна главата чисто за да снимам как одам да го земам, нели? Викам зашто во да не го претворам пример во кар влог. И тоа и го направих. Така да ќе видиме каков одзив ќе има, дали ќе се гледа. Фала ви уште еднаш за поддршката на мотовлогот, стварно ја искинате. Ова ме притица, слободно нека ме притица.
И аз без возачка имам останато и не планирам па да останам без возачка. Така изгледам с локоти край на Катеринка. И ова ръкта навън ка е изкарал. Не чудам преко права автосекогаш аз, пошто е много по-добро него да се пикам по стоячки от път. Радарът се тръгнал от тук, как ще гледаме. Тук беше радарът на самата бензинска, ама се тръгнал. Али па може да има насегда, пошто сега знаете с новите закони как хода в Македония. Радар има сек. Да, и така трябва. Го поддържавам това. Всеки път съм поддържавал и радари и се, заради това, що много млади души изгина за нищо. Заради туги грешки, заради бързини, заради алкохоли, заради все останато. И сметомът и Совия работи науки са намаля. Ние сме полека веќе во Стояково. Пробувам, значи, как ще можете да видите и мотовлог и други работи, значи пробувам да тестирам нови концепти, да видим как ќе се покажат, дали ќе се покажат добро, как ќе изгледа, шо ќе изгледа. Значи да видим да видим шо се гледа най-много. Значи мене пак ми е главна содржина купи-продај на мотори, на коли, на се, кои што уште не се почнали да излеват епизоди, на поправки, на се. Значи тоа си стоя, тоа не го негирам. И тоа тестирам и нови работи да видим шо се гледа, дали се гледа, значи изпробвам. Ако не пробиш, няма да знаеш. Знаете как викат. Стигнаме. Кажеш? Другар го чекам, лага. Не бе, другарът го чекаме, аз тук от спротива. Не. Не бе, не се кириш. Аз успот да се завъртам. И жешко, въркина. Че малце отнадвор да я снимам колта. Да я снимам машинта. Я ега. Со новите бандажи. Светлата работят. Това е битно. Тестирам успот как хода с GoPro-то. Озбелна машинерия. Я го бо. Айде бе. Я го машинта. Про е спремна. Затоварили се. Де е, брат? Шо има? А тестирам камерата как ќе биде, шо ќе биде нещо. Направо как е на 17. Карвлог, марвлог. Шо ќе воиш? Ай вози. Сега Мишко ќе навозе. Така да аз малци ќе уживам, ќе изкарам некои кадри. Значи сега Мишко ќе навозе. Дали, как ќе биде изкуството да возиш БМВ? Нема да му бия прв път. Опа! Бата, ово е БМВ, nije заебанција. Како е изтрижен, средан. Одма коста ти пораснала. Некни много по-таков беше, сега пати поцърнела. Колко бързо му расте коста. Значи сега он ќе ме повоза малце, така да уживаете во призорите шо ќе ги фатме и да усета малце шо е БМВ. Каквите са утисците на 17-ки БМВ-та? Шо? Поставено. Се гледа дека. Много е по-добро с овие гуми сега. И самите гуми са нови, има чара, не са старите беа пинци. И се вики... Слик, да. Се вики да извозвам, да изпробвам, айде изпробвам. Така да, задоволен тестът го положи. Го положи тест. Ние още се возме му се зареса БМВ-та и още се возме. Са търкали низ градът да го гледат. Да те видят, че...
днес ми туба. Хвала Богу. Аз забравих турбата. Затворя врат. Се извинам, че по-наки бе малце по-лош кадър во видеото, али, как ще кажах, уште се тапирам. Не ми уште се тапирам, че уште тестирам камерата едно с 2 недели во мене. Я кажах, едно с 1 неделя е камерата во мене. Така да уште тестирам се шо и как ки биде, али верувам оти на краите ки бидат одлични влогове. Време да турме гориво до бензинската. Ке видам как ќе помине, обявих на мојот Instagram профил дали би гледале мотовлогове, кар влогове. Значи така фристайл да се возме, доеме негде, доеме може и подалеко негде. И така во воа формат, скептичен сум дали, ама мислам ти уво, нема да би патаван од снима. Во воа формат, значи фристайл формат, што го викам јас, да се возикме, да одговараме на некои прашања, да правиме нешто, мислимо ти ќе се гледа доста тоа. Пак ја напоменам, значи оставете лайк, обавезно субскрайбнете се за повеќе видеа и за повеќе кар влогове ако сакате. Јас си джам забравих да отворам, се запалих тука. Тестирам малце нови концепти, како што кажах, шо би се гледал, как би се гледал. Значи мора да се испробе се. Во мислам ти е интересно, пошто боја ти е чил видео, значи палиш камерата на главата си, се возиш, си одговариш, мислам си одговариш на прашање. Исто така и за гледање, мислам ти е чил, си пушкиш видео, шо не светат вие бе, колко ме заебава. Си пушкиш видеото, си зимиш да јадеш, си чилкаш, лагано, најлагано. Иначе да вземам гориво за вектрата, заради тоа што најверојатно не е вашо, али пиме жилта, него другата, во некој од нарен, тоест не знам кој што ќе излезе по-прво, не знам как и да е, кој е веќе излезено ќе видите што биде со неа, ако е веќе излезено можем да ви откријам, ама не сум сигурен што ќе излезе по-прво, така да ќе си кјутам, ќе видите кога ќе излезе третиот дел од неа и што направиме со неа. На 17 бандажи возам и мора да сум попредпазлив на лежичките. Оти ќе оде и бандаж и се кушлус. Отзади шомер са пушки да напратица, бе да му имам забегани. Вие мислех полицајци, он бил трактор, ка видех шмигавец и зелено, викам вие са полицајци, ки има контент. Ништо работа ми пропадна контент. Ој ме наваа тука бензинска, добре, ој е паметен, на СЧК. Малце газче да и дајме, чисто така да се усета, да се изчисте малце тоа лошто. Стигнах на пумпата, да турам гориво само во туапта и ви се јавувам пак. Убава вечер, чао! Тураме. Ајде, чао! Ја забравах туапта за малце. Опа! Ере го Бенджо. Во зелен. Добро. Турана е нафтата. Гледам зашо едно толку ми света зелено. Ама... Добро. Нафтата е турана, туапта е земана, за малце ќе ја забравах туапта. Очу са варках. И... Немој во да мислите оти фале улија шо света. Тие шо возите бензин, ја знаете оти на секоја е 4,6, па и на 90% од бензините жълта ламба секогаш свете за улија. И ако нема, јас така се заебах кога го купих, ќе светне жолто, ќе ме изплаше тури, ќе светне тури цело време и на крајта кога видиме колку улија има, значи лошо ми стана 20 кг улија од неа искарах. Едва и го собраме. Значи арно не избија некоја карека и проклизувањето ми светна. Ми трепна, тоест. Изгледа клизе. Така да, затоа и веќе научено ми е тоа, значи тоа е самиот сензор на притискот за улје кој што ја прави таа заебанција, а инче нема врска, колата си има улје, фала Богу. Никогаш не се оставя така редовно се сервисира. Знаеш шо? Шо ќе ја кршам јас колта и бандаиште,
Ма еби ти то, бе, бат. Еби ти то. Вияновите лежички са страшни, значи то е толкова ретардирано нещо, ги по-малечки, ама кога ке думне, абе, душта ма заболя, бе. И затова гледам, що можем повече да ги избегвам. Времето се препреми едно време да върне, ама накрая да се смири, то е убавто. Пошто трябва да работим на колата сега и най-малце що ми трябва е дощ, реално кажем. Ке почекиш, бата, еби ga. Еби ga, бързам, друже, бързам, еби ga. Пешаци да нема некой да пущиме, я и ги браките, колата е отворена, нещо се дефек изгледа. Може трябваше да застанем да помогнем. И во позади мене шово и светла имаше. Не ми е ясно сега защо един от Енджела е протоколов, сега ке го викна Мишко да видя що е работата, да не направя па некой спой нещо, защото не сме така да бида, мора да бият сите во едно. Мора да бият сите исто. Това улица и не е баш за гасирање, како што јас се гасирам, ама малце мора, значи да се издуе. Пристигнаме дома, наместиме, значи ќе ја клаеме во рикверц, за да може да провериме што е финтата со Енджелајот. Иначе имам и рикверц камера, знаете, само што не ми функционира, мислам, не ми е уклучена мултимедијата. Тоа е доволно. Сензорите са точни, само се явам на Мишко да дойде до пътот да видя што е работа. Значи, мора домашен електричар одма да има, за да изсанира сите проблеми. Елајте, как е во можно сега, ај ти ми кажи? Пали некој спой права, што е сега работа? Как е во можно сега, ај ти ми кажи на мен? Как е во можно? Как е во можно сега, ај? Бензинската видех сега, протоколово во зелено. Да не правя па некој спой. Спой можеш да правят. Затова викнах јас повеќе, не оти така се. Сега е дали успе. Внатре. Дай ми. Дай. Я црвено. Сега тоа се изгаси. Скрос. Протоколово капушки зелено, гледаш. Я, с кој да смениш, тоа е се зелено. Коте миши са јаче се намаля, бе. Не може да сватам што е штос. Весело. Чего така бе? Ви? Само тоа фейда. Не ми е ясно това на мен. Слава не ми е ясно. Не го сини. Да, си съм сини. Не, ай протоколово? Не, гледаш, протоколово под него. Не, гледаш. Диги халбата. Какво така да държа? Иша, правиш на цървено, тая не свет. Добре, той е позицията там ще света. Как да света? Не знам. Как е лом moguće? Все е како ще трябва. Мене ясно, умните луѓе. Цървено клавиш, трябва са гаса. Да, скрос. Зелено светло, светло клави сино светло. Жмигавцата запали. Я. Изгледа му паѓа напълно и жмигавцът го паля. Која причина му? Добро. Тоа се гаси. Ова е протоколово. И вие са протоколови, ама... Што не се гаса, него... Ама сега ти дава да и мениш. Ама сега давам, като я запалиш, не ми да дава. Ай клави на протоколово и тя запалим да видим. Ай. Така е, ял внутре се гледа. Учу е яка ламба и тук пробира, бе, кратко. Да, смена. Всяки се смена.
Зеленка? Не са бели, зеленка. Шапа и гаста. Да. Нещо е побъркан. Луге, я го то ще ви виках, значи я го старто, че дали се гледа. Я го старто, гледай така се разпаги и капа. Пикам таквата в федерчето е изпаднано. Го кладех в другото тука, за да може да ви доловам как изгледа и пък реших да обацам и нокни кадри. Пощо трябва всеко да одам до Мишко. Я го се повързаме. Значи CarPlay си има, все си има ла навигация. Ла ламба може да изгасме, чеки от тук да... Я го. Има и мапа, може мапа да отворим да гледам, ама не ми трябва моментално. Заради това, шо... Как ще кажах, кеме до Мишко, че мене ойме за не знам дека. И викам, кога веќе има от сите дела, ви пък ке обацам и ноки на вожня малце. Да видите как изгледа БМВ-то во ноки. Значи сега моментално все ми е уклучено. Така изгледа нокино време. Со цяло амбиентално, со се. Само во на моята врата поради некоја причина не света, как ще гледате. Не знам поради која причина, трябва да го отворим да видиме, има некој прекин най-вероятно. Лайкнете ако ви се гледат такви влогови обавезно. Во сега е тест влог, значи само градска ще се вике. Али ке убацме и друзи, значи ке убацме и као одме до некде некои авантури, може и до Грчка дојме на море. Мада нема зелен картон, ама са ваге тоа одма. Така да пишете во коментари дали сакате и такво нещо да видите овие фристайл видеа. Од никогаш не са ми били ясни луѓе, најчесто момички са тоа, што така возат. Значи, тој во автошколата, јас секогаш се карах со инструкторите, кога полагах едва и положих. Значи, нема теорија ти мене да ме видиш да возам со две раци. Нема теорија, просто кажем. Значи, не може, нема шанси. Че да му цвонна на... Мишко, излеви. Излеви. Ај. Нема теорија, значи не можеш ти мене да ме видиш да возам со две раци. По-нестабилен сум кога возам со две, него со една. Со две са возе се знае колка, над 200. И... чек сега само да не седна на воа. Воа треба да видам дали може некак да се оправя, да се спасе. Ако успеам да го спасам, ке бие убаво. Мада ке вземам много вие с 100 денара на тему. Али ма нервира, што не можеме така се да си уклучам, пошто е заебано. Да, браво. Че да дајме жмигавец. Иако БМВ возачите не пушкиме жмигавци, али пак ова кажа вонка бил, сега ќе видиме колко е неговата теорија точна. И вонка е стварно, ја го излева. Ја се наместиме тука. Флуп. Ајде море! Ајде, флавај. Воа, гледай, окладех од другата колата и гледай го во одваа. Са разпадна? Мисля, тоа не може сите, как ја уклучиш мултимедијата, се заебаве. И не биве. Парфемот го носиш? Е, в дома ме. Та ебо ме аз тебе. Деков мен ќе носим, да сум сколба. Джебот? Пазна не. Јас се пробувам камерата, ноќе касни ме инче, затоа ме е на главата. Пробвам да видам ноките какви кадри се ваѓат. Ја уште един колега пред мене. Со E46. Која улица? Не проверих. Абе, она е пуштена, ама много е сокапана. Пак за полека. Ебал съм го аз за полека. Ја идма на. О, ја и ги бракета, бе. Ама тука има нещо изгледа. Има кошерка на европско. От броя. Снима, да. Добро, ке видиме как е изпаднат нокините. Ми сега имам от Денски, като идех за Стояково, имам от преги от за Едисонци и сега и от Nokia и си такива комбинирам во едно видео. И ќе тестирам секак как снима. Пошто това има 60 FPS фиксен. Не е DSLR, например, на темно паги на 30, на 25, на 20. И да качиш exposure джабе, ова има фиксен 60. DSLR-ата друго? Да, DSLR-ата друго, па за тоа е акционска, за акциева. Не бе, не знам. Да, аз знам.
това е село твоя кар влог, тук го завършваме. Се надявам Весари Саки има повече. Мишко е задоволен на 17 август вчера. Кажал ти тестът е положен. Положен е, не е ли? Така да това тук завършваме. Коментирайте дали сакате още такива видеа. А ние има да работим. Поздрав!